Владата води сметка да се спречи ценовен шок со нафтата и бензините, но и да се одржи во кондиција државниот буџет кој е под притисок од активните мерки. Во услови на глобален притисок состојбата кај нас и натаму е стабилна, цените на бензинските станици се меѓу најниските во регионот и пошироко. Министерката за финансии уверува дека состојбата се следи и ако е потребно ќе се преземат и дополнителни мерки. Државата според неја е фокусирана на одговорно и дисциплинирано управување со јавните финансии како суштински дел од фискалната стратегија која треба да обезбеди развој и намалување на буџетскиот дефицит. Целта е до 2030 година тој да се намали на 2,8%. Фискалната стратегија предвидува постепено намалување на буџетскиот дефицит од 3,5% од бруто домашниот производ во 2027 на 3% во 2028 и 2,8% во 2029 година и ниво кое се одржува до 2031 година. Фокусот на фискалната политика ќе биде насочен и кон мерки за намалување на сивата економија и подобрување на даночната дисциплина, дополнително и на рационализација на расходната страна преку намалување на несуштинските трошоци кај буџетските корисници со цел јавните средства да се насочат кон политики и проекти со најголем јавен интерес и развоен ефект. Политиките за плати и пензии ќе се водат на начин кој обезбедува зачувување на нивната реална вредност. Стрикната примена и контрола на Законот за јавни набавки треба да обезбеди повисок степен на транспарентност и значајни заштеди на јавните средства. Паралелно со ова се унапредуваат процесите на планирање и реализација на капиталните инвестиции кои ќе се приоритизираат според нивната подготвеност и според нивниот придонес кон економскиот раст и подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Експертската јавност предупредува дека фискалната политика треба да се води внимателно, да се засили битката со сивата економија, трошоците да бидат продуктивни, но и доколку е потребно да се реагира таргетирано со мерки за поддршка на граѓаните и стопанството. Наша препорака е не да се укинува субвенционирањето, тоа е неопходно и тоа е многу значајно. Наша е препорака да се промени системот, да се оди според аутпут, не според засејана површина, точно да се види каде де факто завршуваат субвенциите од земјоделските производства и за да се зголеми ефикасноста на субвенциите, не да само да се оди на плаќање на кеш пари, ами на субвенции, да речеме, за купување на механизација. Фискално издашните и силните мерки се чуваат за понатаму. На почетокот секоја се оди со таргетирани и конкретни мерки. Односно, таргетирате кои групи на граѓани се најмногу ранливи, таргетирате кои сектори економски ви се најранливи во ситуацијата кога расте цената на нафта. Се обидувате барем малку да го премостите ризикот и преносот на цените врз останатите варијабли. Фискалниот совет воедно даде препораки за зголемување на концептот за јавно-приватно партнерство, но и за начинот на кој треба да се дава државна помош во приватниот сектор и за странските инвестиции. Според нив потребно е да се дава помош за развој, а не за плати и придонеси, бидејќи импутот во македонската економија е слаб поради увозната зависност за материјалите и извозот на истите, со што нема директен влез на средства.